Со мене е Мирјана Лазарова Трајковска, жената со која што веројатно ако бараме соговорник со кој треба да се разговара за правосудниот систем, за состојбите со правото и правдата во Македонија, ретко можеме да најдеме толку квалификуван соговорник. Мирјана Лазарова Трајковска работеше 10 години прво во разните правни служби на Министерството за внатрешни работи, до помошник министри и така натаму. Потоа станавте председател на Државната изборна комисија 2002, па потоа 2003 станавте уставен судија, па 2008 судија на Европскиот суд за човекови права во Страсбург. Мислам дека таква богата кариера ретко кој има и затоа веднаш тргам на суштината на она што сакам да го разговараме за состојбите во правосудството. Што мислите вие за Законот за јавно обвинителство, бидејќи не ве видовме во јавната расправа, а сепак еве се вклештуваат во фотофиниш, да кажем, пред изборите, политички, правни ставови и така натаму за овој закон? Па, не бев поканета на јавната расправа, меѓутоа мислам дека беше важно да се направи јавна расправа, да се слушнат мислењата на експертите, на невладините организации, бидејќи овој закон јавноста доби впечаток дека е важен само од аспект на тоа кој и како ќе го предлага јавниот обвинител и што со предметите од специјалното јавно обвинителство, а и со обвинителите кои работеа таму. Тоа е погрешна представа за еден многу важен закон, бидејќи јавно обвинителската функција е една од најважните функции во правосудниот систем и Европскиот суд за човековите права во многу пресуди окажуваше дека јавното обвинителство е слаба алка во правосудниот систем и дека му е потребна реформа, токму заради потребата од поголема проактивна улога во делот на гонење на организиран криминал, корупција и сите форми на модерен. Таа проактивна улога и со Законот за кривична постапка се промовираше, каде што сега обвинителството е клучниот дел во водење на истрагите и во, како да кажем, дури има приоритетна улога во тоа што се покренува, како се гони и така натаму. Меѓутоа, ова е законот каде што се утврдуваат надлежностите, составот, начинот на избирање на јавното обвинителство. Ова е законот кој што треба да даде одговор на прашањата во однос на организацијската поставеност на јавното Како ви се чини законот? Вака како што е представен. Законот според мене можеше да понуди многу повеќе, затоа што и законот од 2007 година, ако го анализирате, ќе видите тој е работен по европски стандарди и решенијата кои што ги нуди не се лоши. Венецијанска комисија даде мислење за законот од 2007 година и таму идејата јавниот обвинител да се именува преку постапка која ќе помине преку Советот на обвинители на предлог на владата, ги обединуваше сегментот на стручната јавност преку Советот на јавни обвинители, извршната власт, владата и собранието. Меѓутоа во пракса се покажа дека овој начин на избирање на првиот човек на обвинителството, партиите си го зедоа под свое, па секогаш кога ќе излезеа со некој обвинител кој што ги поминал партиските филтри, во јавноста перцепцијата беше веќе изградена, човекот уште не седнал, така да кажам, во фотелија да ја обавува функцијата. Значи, концептот треба да води кон тоа да се соочува самостојноста на јавното обвинителство, да му се даде простор на најстручниот меѓу најстручните да ја води таа Ќе обезбеди ли овој закон вака како што е предложен, ова за што вие говорите? Јас не знам дали ова што се зборуваше на јавната расправа ќе биде отсликано во предлогот. Министерката рече дека некои од забелешките ќе ги усвојат. Некои од забелешките, меѓутоа важно е да се види која ќе биде финалната верзија на она што ќе излезе пред собрание и добро беше да се прати овој закон повторно пред Венецијанска комисија, затоа што експертите кои што работеа на Законот за јавно обвинителство, дел од нив беа и составен дел на групата на Прибе, која го работеше извештајот за Македонија, но ние секогаш очигледно некако во некаков теснец ги работиме законите и после повторно одиме со измени и дополнувања. Важно е да му се даде на јавното обвинителство позиција во правосудниот систем како што заслужува, за да може да ги врши новите надлежности утврдени со Законот за кривична постапка. Директно да ве прашам, кој е вашиот став за случаите кои што ги водеше СЕО? Веќе гледаме дека се прават различни напори да тие или се стопираат, или се одложат, или се на некој начин дислоцираат и така натаму. Ви се чини дека можеби суштината на целата политичка расправа е околу тие случаи?
се почна од специјалното јавно обвинителство и од обидот тие предмети да се насочат кон некаква друга завршница. Ние со години назад гледаме дека неказнивоста е главната филозофија кога станува збор за форми на криминал поврзани со политиките, со политичарите. Тие предмети треба да се завршат според процесниот закон, според законот за кривична постапка, предметите кои што се во суд. Меѓутоа, на добар дел и од овие прашања кои што еве и вие ги покренавте, треба да даде одговор судот во своите пресуди, во своите одлуки. Не смеат да останат овие прашања неодговорени. Госпоđo Лазарова Трајковска, сакам ви, гледайте, судот, судството, судиите се толку, ајде да употребаме еден жаргон кој што можеби не прилега на сериозна дискусија, но се заштитени мечки според нашите законски поставености и тие би можеле кога би сакале да ги креираат реформите, не само да ги спроведуваат. Зошто е таа повлеченост, воздржаност, просто немање волја да се учествува за нешто што на крајот на краиштата и нивната судбина решава. Да. Ние не сме добиле предлог за реформи од судски тела, имаме и владини, сакам да кажам и невладини судски тела, здруженија и самите судови така. Зошто тој капацитет никогаш ништо не произлегува, туку се остава на пресметка политичка помеѓу партиите? Тука сте во право. Значи судиите се замолчани, не се активни, не учествуваат во реформите. Еве, со месеци назад се зборуваше за ветинг, ние не слушнавме мислење од судството во однос на ова како идеја. Реформи се правеа во судството од 91 година наваму и тоа е голем проблем. Тоа зборува за немање доволно независност и самостојност. И во пресуди на Европскиот суд за човековите права ние посочуваме дека во македонското судство главниот проблем е недостатокот на независност. Чекайте, сакам малку да ве, значи не се работи за немање капацитет стручен. Апсолутно. Туку се работи за што? За страф? Предпоставувам за политичка сензитивност, за калкулантство, за што се работи? Сето тоа собрано заедно. Ние можевме да видиме дека некои од судиите се јавуваат и во функција на политичките партии. Се работи и за клиентелизам, се работи и за непотизам, поврзано со адвокати, поврзано со обвинители и така натаму. Се тоа влијае на видливоста за судството, за перцепцијата за судството. Меѓутоа, генерално, судството во Македонија не е така лошо. Тоа го кажува и Прибе во своите два извештаи. Но представителноста на судството, ликот на судството недостасува. Ние имаме Врховен суд без председател, имаме вршителна должност во овој момент во Врховниот суд, но погледнете ги судовите во Полска, во Унгарија, например, председателот на Врховниот суд на Унгарија Бака излезе и учествуваше во реформите, ги критикуваше реформите. Тој беше жртва на неговиот јавен настап во делот на реформите на крајот. Погледнете ја, например, Лејди Хейл, председателката на Врховниот суд во Обединетото кралство. Во декември во Британија излегоа со концепт дека судиите во Британија треба да се бираат како во Соединетите Американски држави. Меѓутоа, Лејди Хейл излезе и учествуваше во тие дебати и во тие расправи. Ние немаме учество на судии, видливо, јавно, кои од перцепција на судија ќе кажат дали навистина македонското судство е корумпирано, дезорганизирано. Ја не знам што треба да им правиме на тие луѓе. Ги храбриме, ги им нудиме да доаѓаат и така натаму, тие просто самите си ја бираат таа позиција во која што потоа се жалат дека се наоѓаат и да потоа бидат од јавноста процеднени сите на купче дека се корумпирани и неспособни. Да. Не знам што треба да правиме сега, да земеме, да ги платиме да дојдат на некакви јавни расправи. Не, знаете како? Се очекува дека првите луѓе на судството ќе го представат судството. Не можат сите судии да излегуваат на телевизија. Меѓутоа, судиите од високите судови, председател на Уставен, председател на Врховен, председателите на апелација, председателот на Сдружение на суди, на Судскиот совет, треба да бидат линкот
или диалогот со јавноста генерално и со политичката јавност. Веќе наброивте десетина функционери во судството кои што би можеле да практично не само да модерираат, туку и да насочат вистински реформи. Сите тие молчат, главно сите тие молчат и се само прозвани кога новинарите по некаков инцидент кога треба ги прозиваат. Вие работите како во Македонија немате ангажман, колку што успеам да разберам со години, што говори веројатно помалку за вас, а повеќе за состојбите со правосудството во Македонија. Меѓутоа работите и сте многу истакнат меѓународен експерт за овие области кои што ги покривате. Знам дека едно време, можеби уште сте, учествувавте во селекцијата на суди за специјалниот антикорупцијски суд во Украина. Тоа е и ова што го спомнате врзано за овој процес што се предлага за ветинг и така натаму. Видовме како Европската комисија се повлече тој предлог, веројатно имајќи ги предвид искуствата во Албанија и така натаму. Колку вие мислите дека селекцијата на судиите и некакво сито што потоа треба сега да се прави за реизбори, за нови избори, за ветирање, дава резултати, дали е тоа вистинскиот приод? Во изминатите многу години, не можам да кажам само изминатите 3 години, меѓутоа од 91 година на ваму, ние правиме реформи на судството. И судиите 95-та поминаа низ еден циклус на реизбор, лустрацијата е помина, еве сега слушавме за ветинг и така натаму. Во принцип, судиите мора да бидат предмет на постојана обзервација на стабилни институции кои што ќе си ја вршат работата во однос на нив, како кон сите други носители на јавни функции или учесници во политиката во државата. И ветингот ја има таа цел. Ветингот има смисла само на почетокот на изборот на судијата. Значи, пред да ние го имавме тој систем во едно друго време. Пред да биде избран судијата, тој треба да го помине системот на проверки. Па таа улога сега би требало судскиот совет да има во известна смисла. Таа улога треба да има судскиот совет и со измените на законот за судови, судскиот совет сега има поголема надлежност во однос на утврдувањето на интегритетот на судиите, на квалитетот на нивната работа и тие не само во текот на приемот на првите судии во основните судови, туку и понатаму во напредокот на кариерата имаат можност да го репроверат нивниот интегритет, нивниот, така да кажам, нивната појавност во однос на нивните морални и етички квалитети, не само во однос на корупцијата и така натаму. Не е нормално судскиот совет да ја проверува корупцијата или државната комисија за спречување на корупцијата. Таа има надлежност до некаде, но нема целосна надлежност. Ние имаме јавно обвинителство, финансиска полиција, имаме управа за приходи. Има ли смисла овој специјален суд во Украина за антикорупција? Има ли смисла за такво нешто овдека? Додуше сега веќе се искомпрометира зборот специјално затоа што видовме како заврши специјалното јавно обвинителство. Но сепак некаква инстанца која би се занимавала судска само со антикорупција и со тој тип на случаи? Знаете што во Украина тој има смисла, затоа што таму во делот на борбата со корупција работите имаат заземено една друга димензија и дојдено е до заклучок дека треба да се формира таков посебен суд и заради обемот на работа и заради тежината на предметите. Може да се размислува во иднина да се формира и таков посебен суд кој што би се занимавал, имаше такви идеи, овде се зборуваше за суд кој што би се занимавал со предмети кои што ќе произлегуваат од организиран криминал. Тоа е работа на политиките, на проценките во делот на реформата на судството. Меѓутоа и вака како што стојат институциите и поставеноста на судството кај нас, можно е да се работи на формирање на посебни оделенија во рамките како и што постојат во кривичниот суд, кој што фокусот ќе го имаат на организираниот криминал. Каков систем ќе одбере земјата, тоа зависи од многу аспекти. Историско-правните поставености на правосудниот систем, формите на криминал кои што се јавуваат. Меѓутоа, моето укажување дека ветинг или вакви форми на краткорочно прочистување на судството немаат ефект во пракса. Во пракса ефект имаат институции кои што трајно и темелно работат. Значи, македонскиот концепт и насоченост во делот на прочистувањето не само на судиите, туку и на обвинители, адвокати, политичари, сите носители на јавни функции, треба да биде во делот на јакнењето на институциите и нивната ангажираност. Не смее да се случи
Со други зборови се залагате за едно перманентно, како да кажем, функционирање на системата, не само инцидентно и по политичка потреба. Мирјана Трајковска, Лазарова Трајковска, се извидувам, судија. Кажете ми, госпожо Лазарова Трајковска, и како судија, ја разбираат ли, сега, веројатно се работи за некаква поширока импресија која сакам да ја прашам, но дали разбираат нашите суди дека се на средина меѓу обвинетите и обвинителот? Или некако секојаш постои една тенденција да обвиненијата што ги поднесува обвинителството во огромен процент на крај завршуваат така како што се пропишани во обвинителниот акт. Имаме ли ние, со други зборови да прашувам, вистинско судство кој што на обвинителот ќе му каже извини, овдека немаш докази и ќе се стави понекогаш и на страна на правата на обвинетите? Јас мислам дека се уште судиите даваат некаков привилегиран статус на обвинителите апропо адвокатите. Тоа не го кажувам од аспект на јавна видливост или невидливост на пристапот во постапките кои што ги гледаме катадневно, туку врз основа на предмети пред Европскиот суд за човековите права, судот изрече пресуди во кои утврди повреда на правото на правично судење. За Македонија разговараме. За Македонија, на пример во предметот на Настевска, во предметот на Бајалџиев, во предметот, сега тоа се предмети кои што први ми доаѓаат на памет, меѓутоа каде што кажа дека јавниот обвинител во едниот предмет во Настевска имал привилегирана положба во однос на адвокатот. Тоа се, така кажем, врвови на сантата мраз, кои што покажуваат проблем. Ако таков предмет стигнал пред судот пред 10 години, бидејќи тоа е од 2010 година, ние за 10 години нашите суди не ја научиле до крај лекцијата. Па се уште слушаме од адвокати дека кога станува збор за предлози од јавното обвинителство за определување мерка притвор, над 90% од предлозите судиите ги прифаќаат. Во принцип, судијата мора да му даде еднаков третман на обвинителот како и на адвокатот. Тоа се две странки. Не може да се случи обвинителот да влезе во судница, адвокатот да чека пред судница. Во Британија сум присуствувала на повеќе судски расправи. На судијата не му паѓа на памет во судница прво да го внесе обвинителот, дури чека адвокатот надвор. Тоа се видливи елементи на недостаток на непристрасност во судските постапки и тоа не смее да биде. Меѓу другото, во вашата кариера сте били и член на Венецијанската комисија. Сега имаме Министерката за правда и е кандидирана за член во... Прво да ве прашам, иако може да звучи како провокација, во ред ли е министер активен за правда да се кандидира за член на Венецијанска комисија? Нема ли тука некаков, не може би судирен интереси, ама известна непристојност, ако сакате, бидејќи има една политичко влијание во целиот процес кој може да се доведе под сумневање за политичка пристрасност? Венецијанска комисија се смета за експертско тело на независни експерти. И таа беше идејата, тоа беше концептот во раните 90-ти години, кога е формирана комисијата. Значи, независни експерти да помагаат на земјите членки, тогаш во тоа време од Источна Централна Европа, а сега веќе таа комисија има 61 члени. Тоа е многу повеќе од самиот Совет на Европа, кој што брои 47 земји членки. Па тука ќе ги видите и Канада, и Америка, и Јужна Кореја и така натаму. Најголем дел од членовите во комисијата се уставни суди и професори по меѓународно јавно право, по уставно право. Многу е мал бројот на министри. Колку што се сеќам последниот пат 4 до 5 министри. Некои од нив веќе биле членови на Венецијанска комисија, како во случајот на Црна Гора, кога станале министри. И во случајот на Полска, заменик министер е член на Венецијанска комисија, па сега, ете гледате, се случуваат интересни процеси во делот на судството и во Полска. Големи потреси, бидејќи власта таму се обидува навистина да законски уреди материјата да може реално да влие врз судството. Значи, комисијата нема да ви го врати предлогот. Таа го почитува субсидијарното право на државата да даде свој предлог. Меѓутоа, од вкупната бројка на членови, која ќе го видите балансот колку се уставни суди и колку професори, ќе видите дека преференцијата е да бидат луѓе кои што се прифатени како независни и
својата кариера ја граделе како независни. Мојата колешка од Германија, која беше член на Венецијанска комисија, истече сега мандатот во јануари, еве сега повторно германците ја вратија да биде член на Венецијанската комисија. Италија ја има председателката на Уставниот суд за член на Венецијанската комисија. Чи велам, тоа се работи кои што комисијата никогаш нема да ви ги каже, видете, вие треба тој да го предложите, но се бележи тоа во некаква меѓународна пракса за тоа кој што прави и како се представува. Се следат состојбите.